Од тука, врз основа на оваа методологија, по која што ја следиме имплементацијата, Институтот за демократија утврди дека од вкупно 73 активности, од 11 области од планот 369, 41% од активностите се целосно исполнети, 16% од активностите се делумно исполнети, 14% се неисполнети, додека 29% од активностите се немерливи. Сега, тука е вредно да се објасни што е немерливоста. Има одредени активности, начинот на кој што истите се формулирани, не може да се утврди индикатор по кој што ние можеме да измериме дали таа одредена активност е исполнета или не. Например? Една од нив, како што и веќе напомнав, е во делот на судството. Една од активностите она во која што владата го охрабрува судскиот совет, кој што понатаму треба да ги охрабри судиите да пријавуваат одредени политички или било какви други притисоци врз нивната. И тоа е во овие 29% за кои што велите дека се немерливи. Точно. При тоа, она што е битно да се напомене, не се само процентуалната исполненост или неисполнетост на активностите, и многу е битен контекстот во кој што овој план е. Што е со овие неисполнетите и делумно исполнетите? Кои се тие активности? Не мора да одиме, дали може да ги групираме некако, бидејќи знам дека владата излегуваше со оценка дека што се однесува до владата и владините институции, планот е 100% реализиран, при тоа мислам дека алудира на тоа дека тоа што зависи од другите институции можеби е неисполнето или делумно исполнето, да речеме. Она што треба да се појасни е дали владата како примарен собственик на овој документ е одговорна за неговото исполнување или тоа се институциите кои што се одговорни за исполнување на одредени приоритетни области. Оне кој што настапува во име на државата, во име на Македонија во Брисел е владата на Република Македонија. Доколку овие приоритетни активности кои што се утврдени внатре во планот се таму, владата е одговорна истите да ги исполни. Има одредени активности точно кои што излегуваат од ингеренциите на владата. Дел се, да речеме, прашања поврзани со кохабитацијата со претседателот Иванов, дел зависат од собранието, дел зависат од други, веројатно регулаторни тела врз кои што по словото на законот владата не би требало да има влијание врз работата. Има одредени формулации, значи направен е обид во делот 3 да се внимава на речникот кој што се користи и да не се навлегува во ингеренциите на другите видови на власт. Уште треба да се работи, очигледно е тоа, но посебно треба да се истакне потребата дека Македонија излегува од процес кој што се нарекува, односно состојба која што Европската комисија нарекува заробена држава. И ова е особено битно за да се внимава како владата ќе се однесува према другите видови на власт.